Тргај. Здраво! Се наоѓам кај другар ми Дерек во барот Талбот во Лондон. Тоа е еден убав паб, класичен лондонски паб, и тука го завршувам моето патување. Утре си тргнувам кон Скопје и сакам да ви го прочитам моето последно пишување тука денес. Утре може би ќе има и други изутрина, но во секој случај ова е сега за сега последно. Сакам да ви зборувам за животот и за ресурсите. Кога човек ќе се роди, тој човек добива ресурси. Универзумот му дава материја, енергија, простор и време. Ако малку помислиме на времето, ќе утврдиме дека животот е време. Животот се мери со време, исто како што оризот се мери со килограми и шеќерот. И басмата се мери на метро. Животот се мери со време, значи ресурсите што ги добива човекот, ги добива во одредено количество. Универзумот му дава на човекот уникатна можност во животот да порасне, да ги зголеми своите способности, да ја расшири својата свест. Но за тоа му се потребни овие 4 ресурси. И точно затоа човекот треба внимателно да располага со нив, со сите 4 подеднакво. Работата во животот, креирањето во животот, треба да го доведе човекот во состојба на интерес, на зголемена вредност на она што го добил при неговото раѓање. Интересот е она што го надградуваме на ресурсот што универзумот ни го дал при нашето раѓање. Во размената, секогаш и без исклучок, човек треба да внимава на интересот, затоа што овој живот познава само интерес. Позитивен и негативен интерес. Не постои загуба, не постои штета, постои само негативен интерес и позитивен интерес. Позитивниот интерес е секогаш кога ќе го надградиме оној ресурс што го имаме, а негативниот интерес постои кога ќе го загубиме нештото, кога ќе го употребиме за наше слегување надолу по спиралата на животот. За ова ќе ви зборувам во мојата наредна книга. Сега за сега толку. Ве поздравувам од Лондон. Yes, hello Macedonia. I'm Derek. I'm a friend of Valentino, and just to say, I look forward to seeing you all here in my pub, the Talbot in London.